Благодарам, почитуван колега Џафери, почитувани колеги, почитуван министер за финансии, почитуван господине Поцков. Немав намера јас да ви реплицирам, вие сте многу по-искусни во оваа област, но ме допре една ваша изјава дека вас како партија и како влада ве поддржува ЕУ и НАТО, а дека ние треба да сме нервозни поради тоа. Почитуван господине Поцков, ЕУ и НАТО треба да ја поддржува Република Македонија и ја поддржува, а не било која партија. Во тоа е проблемот во кој што вие веројатно во некој занес се уште настапувате од позиција како да сте се уште во опозиција. Не можете да се навикнете, но можеби и не мора да се навикнете, бидејќи брзо ќе помине тоа време. Дали имате поддршка од народот? Си поставувам прашање. Откако во текот на вчерашниот ден, за жал, бевме сведоци на една слика која што не беше одраз на волјата на народот, не беше прослава, туку беше една тажна слика која што ќе остане длабоко впечатена во нашата меморија. Но да се држам за мојата реплика. Велите непродуктивни трошоци. Дали се непродуктивни трошоци, почитуван колега, 48 милиони и 800 илјади денари помалку за развој и имплементација на ИКТ во образованието. Дали се непродуктивни трошоци, почитуван, велите со бројки сакате да настапувате. 45 милиони денари на градешни работи, изградба на спортски сали од буџет и средства на Институтот за духовно и културно наследство на албанците. 800 илјади денари за интегрирано образование. 6 милиони денари помалку за председателот на Република Македонија. 6 милиони 564.000 денари помалку за спречување на корупција и судир на интереси. И така натаму за изградба на училишта, за изградба на спортски сали, за изградба на градинки, за канализации, одводи, за руралниот развој. Дали се тоа непродуктивни трошоци, почитуван колега, и велите дека не сме исти? Точно е, не сме исти. Ние нашите проекти и приоритети ги градиме на основа на барањата на граѓаните со кои што сме постојано во контакт и кога сме на власт и кога сме во опозиција.